Софиската национална опера и балет ќе биде локацијата на која утре вечер ќе се сретнат македонската председателка и незиниот бугарски колега. Силјановска, Давкова и Радев ќе ја гледаат операта на Буко од Джузепе Верди. Асија во културно-дипломатска мисија патува за Бугарија. Заедно со шефицата на државата одат и министерот за надворешна и трговија Тимчо Муцунски и Зоран Љутков, министерот за култура и туризам. За сега од ниту една страна нема потврда дали пред или по завршувањето на операта ќе има официјална средба и разговори. Својот пристап кон источниот сосед Силјановска Давкова го најави на мајските оперски вечери, кога од публика ја проследи изведбата на Валкира на Софиската опера и балет. И потоа за бугарските медиуми изјави дека ужива во културната дипломатија која смета дека е помоќна од традиционалната. Според владата, посетата е показател дека Македонија сака да гради добрососедски односи, но не и за медиумите во Софија. За нив новата власт во Скопје шири антибугарска кампања. За пофал бе одлуката на Давкова да ја посети Софија на почетокот на нејзиниот мандат. Од друга страна, не е јасно дали таа е израз на културна дипломатија, како што тврди, или е уште еден обид на власта во Скопје да фрли прашина во очите на меѓународните партнери, кои сакаат да се подобрат односите со Софија и шансите за членство во ЕУ. Фактите велат дека е поверојатно второто сценарио, бидејќи посетата не е официјална, туку приватна. Додека македонската страна тврди дека ова е чекор кон смирување на топката и можност по формирањето на влада во Софија да има и официјална средба, бугарската страна не сака да признае дека потезите како овој на Силјановска Давкова треба да се сватат како искрен гест за зближување. Медиумите кај соседот пренесуваат и за промените кои се направија во историската комисија.